Најмалку 120 доброволни пожарникари секој ден ќе бидат подготвени да интервенираат во текот на сезоната на пожари. Тоа е договорено на денешната средба помеѓу Дирекцијата за заштита и спасување и доброволните противпожарни друштва. Секое друштво однапред ќе одреди доброволци кои кога ќе избувне пожар, веднаш ќе бидат испратени на терен преку тимовите за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување. Постигнавме договор. Секој противпожарно друштво ќе декларира однапред одреден број на доброволци преку тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување, кои што ќе бидат подготвени во случај на пожар да бидат упатени кон местото каде што е неопходно. Исто така зборувавме за внатрешната структура, ја мерувам целосно структурата, наместо истите да бидат ангажирани преку локалните ограноци на дирекцијата, тоа ќе го правиме со наша внатрешна структура, односно од нив избравме неколку лица кои што по воен систем, по воена пирамида, понатаму ќе информираат. Наједноставно кажано, доколку имаме голем пожар во Штипско, се јавувам на конкретен човек кој што денес го договоривме и од него барам да упати одреден број на доброволци кон местото каде што се наоѓа пожарот. Дали тоа ќе бидат 10, 20, 30, тој истите ќе ги упати. Воедно, доколку се работи за поголем пожар, можам да побарам поддршка и од останатите, условно речено, командири на овие единици, на мали единици во склоп на тимовите за брз одговор на дирекцијата, и на тој начин нашата ефикасност ќе биде на многу поголемо ниво, бидејќи ќе биде брза и едноставна комуникација. Како што истакна и Златко Илиев од доброволното противпожарно друштво Кочани, целта на овие средби е да се надминат наталожените проблеми во работењето и веќе од следната година да се гледа за поголеми чекури како што функционираат балканските земји. Се надевам дека голем дел од наталожените проблеми во нашето работење како Сдружение на граѓани, доброволни противпожарни друштва ќе бидат надминати се со цел да бидеме многу поподготвени за сезоната која ни престои и се тоа што можеме тековно за оваа сезона да го отклониме, за да искочиме на терен многу поспремни, да го завршиме експедитивно, а веќе за до година, веќе разговаравме за поголеми чекори, да добиеме поддршка исто така од дирекцијата, за да можеме да фатиме некој ритм до ако не европските, меѓутоа и балканските земји како Хрватска и Словенија, да се приближиме до нивниот систем на диспонирање. А знаете кој е најголемиот ризик кој што сте го имале досега? Дали Со ваквата организација очекувањата се дека ќе има побрза координација и поефикасно справување со пожарите во државата.